Беше тоа на 31. август 1944 година, кога балистите го нападнале селото Блаце Тетовско. Со палежот на селото до темели биле изгорени 13 куќи, а зверски убиени 12 родолюби. Беше тоа на 31. август 1983 кога во голема сообраќајна несреќа на патот Куманово Свети Николе загинаа 9 лица, меѓу кои македонската популарна пејачка Сашка Петковска, како и тројца членови на балетската група Авона. Беше тоа на 31. август 1992 кога е регистриран Комитетот на Хелсиншкиот парламент во Македонија со седиште во Скопје. На 31. август 1937 во Нижеполе Битолско е роден Васко Ташковски. Завршил средно уметничко училиште во Скопје во 1958 а потоа дипломирал на Академијата за применета уметност во Белград во 1964 Освен со сликарство, се занимава и со наменска сценографија за театар, телевизиски и филмски проекти, како и сценографии за разни манифестации, музички и театарски фестивали и јавни настани од областа на културата. Подолго време работел како сценограф на македонската телевизија од 1965 до 1991 со над 300 реализирани сценографии. Работел и како илустратор на повеќе изданија, се занимавал со сликарство, сценографија и илустрација. Покрај сликањето во маслена техника, работел и акварел, цртежи и графика. Повремено работел и на графички дизајн. Во својот творечки опус, Васко Ташковски има повеќе циклуси составени од најразлични теми. Добитник е на 17 награди и признанија, меѓу кои 4. јули во 1977, Октомвриската награда за сликарство во 1978 и други. Тој е застапен во прегледи и монографии за историјата на светската ликовна уметност, а за неговото творештво се снимени 8 телевизиски филмови во продукција на Радио Телевизија Скопје. На 31. август 1970 година е роден Никола Груевски, поранешен премиер на Република Македонија. На 31. август 1924 година е убиен Тодор Александров, македонски револуционер, еден од лидерите на ВМРО. Во 1898 година, како ученик, тој станува член на ТМОРО, а потоа бил учител и раководител на местните комитети во Кочани, Виница, Кратово, Новосело и Штип. Од 1905 бил секретар на војводата Мише Развигоров, во 1907 на војводата Симеон Ѓоргиев Кочански, потоа окружен војвода на Скопскиот револуционерен округ, а од 1911 и член на Централниот комитет. По Првата светска војна во 1919 заедно со Протогеров и Чаулев ја обновиле организацијата под името ВМРО. Дејствувал против политиката на земјоделската влада на Стамболиски за зближување со кралството на србите, хрватите и словенците. Во 1924 го подпишал Мајскиот манифест за обединување на македонските револуционерни сили во единствен македонски револуционерен фронт, но пред да биде убиен, под притисок јавно се откажал од својот подпис. На 31. август 1979 година умре Ѓорги Попов Гого, македонски скијачки учител и судија, а се занимавал и со фотографија. Роден е во Скопје на 10. февруари 1908 година. На 31. август 2014 година во Скопје почина актерката Вера Вучкова Жежелј, една од членките на иницијалниот ансамбл на Македонскиот народен театар,
koji na 3. april 1945. je odigra prvata predstava. O ta istorijska predstava Vučkova je izgovara mitskata replika Sonceto, koliko je blisku Sonceto. Rodena na 24. avgust 1925. godina vo Kneža Republika Bugarija, Vučkova, svoja ta akterska darba je iskažuvala ušte v ranite učilišni godini.